Електричните удари се најголемата закана за штраковите. Општините се тие кои треба да најдат начин овие специфични птици да ги сочуваат од високо напонската струја. Ова меѓу другото беше истакнато денес на 16-тиот состанок на мрежата Европски села на штркови, што се одража во Чешиново Облешево. How here certain challenges, for example, regarding rice fields or electrocution are tackled. And that is what we expect from this meeting, that we gather all this knowledge and then share it and take action here and elsewhere. So electrocution will be one of our main topics. Своите искуства со заштита на штраковите ги споделија и представници од соседна Србија. Pa iskustva su vrlo korisna. Mi smo, da kažemo, skoro najmlađe selo, proglašeni smo posle Makedonije, tako da mnogi primjeri dobre prakse mogu da nam posluže šta bi to mogli mi da primenimo u Tarašu. Во Европската мрежа на штркови се вклучени 13 држави кои денеска дебатираа за заштита на животната средина, а особено заштита на оваа бела птица која представува символ на мир и спокој. Денески презентираме на onako što go napravili ovije členki minatata godina, napredok ko što go ima во зачувување на животната средина, со акцент животинскиот свет, со акцент на штркот, како и придонесот на оваа птица во развојот на руралниот туризам. Споделуваме заедно искуства, практики кои што ги применуваме и секако ги изложуваме нашите проблеми и наоѓаме заеднички решенија. Инаку, општина Чешиново Облешево има повеќе од 100 гнезда на штркови и е прогласена за најголемото европско село на штркови.